Дали мислите дека ако се олесни процедурата за пријавување на говор на омраза, зборувам за МВР, пријавување, па целото тоа чекање, ако се олесни таа процедура, дали ќе има поголемо почесто пријавување на говор на омраза, затоа што луѓето почнуваат со моментот што ќе го пријавувам, треба да се бафтам после по полиција и ред други работи. Ако се поедностави тој процес на пријавување и реагирање, ќе има ли поголем ефект? Што мислите според вас? Добро, па јас веќе кажав дека казнувањето на говорот на омраза што се случува на социјалните мрежи во кривична постапка е комплексна работа, не е едноставно прашање и сега некој ако секој може да покрене постапка, но таа постапка не е едноставна, особено во делот на докажувањето. Јас не сум правник, но тоа што го знам слушајќи ги представниците на институциите кои што ги проследуваат тие предмети е дека не е едноставно да се докаже, но евидентирањето на таквите случаи го прават многу невладини организации кои исто така може да обезбедат и правна помош на субјектите кои се засегнати, а и самите невладини организации имаат поднесено такви постапки. Така да постапката е позната и мислам дека самите институции треба да направат напор да видат кои се тие случаи, кои се толку екстремни и кои заслужуваат да бидат процесирани. Значи, ќе предупредам дека не сум за кривично гонење, бидејќи слободата на изразување на интернет може лесно да биде ограничена, треба да се направи тој баланс. Значи, треба крајни, екстремните ситуации да одат во кривична постапка. Значи, кога станува збор за говор на омраза изречен од поединци на социјалните мрежи. Она што нам ни недостасува, што мора за да го воспоставиме тој баланс во општеството на справување, значи ние треба да многу повеќе да се ориентираме кон откривање и адресирање на причините што доведуваат до говор на омраза. А тоа е пред се во образовниот систем, затоа што сметам дека нетолеранцијата не е вродена, односно толеранцијата се учи. Значи, а како се учи? Се учи од мали нозе и во семејството, во образовниот систем, во рамките на заедницата. Значи, мораме многу како општество да направиме прво образованието, мораме да го анализираме и реформираме за да младите ги воспитуваме на начин дека треба да бидат потолерантни, дека треба и солидарни со оние кои се нападнати.